Почитувани представници на медиумите, почитувани присутни, почитувани граѓани, денес сум во работна посета заедно со директорот на ПУИК во општина Виница. Денес ќе извршуваме увид на градежните активности поврзани со изградба на социјалната зграда, која што е еден од многуте проекти кои што се согласно градежната офанзива која што се одвива во целата наша држава, се случува и овде. Значи покрај бројните проекти кои што Министерството, владата, јавните претпријатија ги реализираат, денес сме тука да извршиме увид во овие градежни активности на тој начин што ќе се овозможи да се направи една зграда која што ќе помогне на одредени семејства во рамките на општина Виница. Значи станува збор за 36 социјални стана од 500 стана кои што се работат во моментот, бидејќи покрај општина Виница се работи во Пробиштип, се работи во Неготино, се работи во Свети Николе, се работи во Бутел. Така да мислам дека согласно таа динамика која што има јавното претпријатие за стамбен простор ќе овозможиме да има одредени семејства, сиромашни семејства кров на својата глава. Се надевам дека сите овие активности во натаму ќе продолжат. Од она што ми има информирано директорот е дека и во наредниот месец ќе бидат распишани 7-8 јавни набавки на различни места низ државата, согласно нивната програма која што имаат, се со цел да веќе модесен отпочне изградба на овие социјални станови и на тој начин ќе возможиме да голем дел на лица кои што се со ниски примања, кои што не се во можност да купат некаков стан и да имаат кров на глава, државата помогне во тој дел. Паралелно на ова сакам да информирам дека во екот на градежната сезона имаме огромен број на проекти кои што се реализираат низ целата држава, низ овој регион, низ сите 8 региони, значи во делот на патната инфраструктура и тоа е мислам дека повеќе од видливо, делот на водовод и канализација, еве сега пред малку разговаравме и за филтер станица и така натаму и за други проекти кои што општина Виница ќе ги добие преку Министерството за транспорт и врски. Претходно сме работеле на други проекти, работиме на ова социјална зграда, башка владата исто така помага од другите ресори во делот на општината. Општината со сопствениот буџет исто така сакам јавно да ја пофалам, на вистина сработи огромен број на проекти во овие повеќе од 2,5 години. Така да согласно динамиката што имаме, согласно екот на градежната сезона која што се случува во моментов, сметам дека сите овие проекти кои што се реализираат во моментот ќе бидат согласно роковите реализирани, но се разбира исто така и оние кои што отпочнуваат согласно динамиката ќе бидат реализирани со почетокот на наредната година. Овде од она што сум од изведувачот надзорот информиране, очекувањата се дека, иако е неблагодарно да се прогнозира, да пред рокот биде ова социјална зграда завршена и пуштена во употреба. Така да сакам најасно да видиме дека согласно динамиката, согласно реализацијата на капиталните проекти, капиталните инвестиции, Министерството за транспорт и врски ланската година имаше реализација од 86%, очекувам тие проценти да бидат повисоки. Сега очекуваме реализација преку банката да реализираме некаде околу 3 милиони евра со јавното претпријатие, бидејќи така и од она што денес разговарав и со Министерството за финансии, така да таа динамика и тие проценти ќе бидат во целост реализирани. Тоа не е заради бројки, заради исполнување некое формално на владина програма, туку е заради огромен бенефит на граѓаните на сите општини, вклучително и на општина Виница. Благодарам. Има 36 стамбени единици. Во разговор со изведувачот не информира дека рокот од 18 месеци ќе се запази, можеби и порано ќе заврши изградбата на оваа зграда. Како што кажав и на минатите пресконференции, значи со Централна Родска банка разговараме за новите проекти кои што ќе бидат по завршување на овој проект. Во тек се сите постапки за јавни набавки. Очекувам изборот да се заврши до крај на месецот за уште 4 до 5 објекти. Така да по завршувањето на тие јавни набавки веднаш ќе ги воведуваме во работа изведувачите да продолжат со сите оние објекти согласно годишната програма кои се предвидени за социјални станови. Колку е зграда? Зградата мислам дека е околу 50 милиони денари без ДДВ е сената. 68 милиона денари, така. Досега изведувачот ги обавува работите согласно роковите, согласно квалитетот, согласно нашиот надзор, така да не очекувам дека некакви драстични промени овде би се случиле, освен тоа дека се надам дека ќе успееме пред време да ја завршиме.